следните неколку минути ќе напоменаме интересни информации, верувам за нашите гледачи, односно ќе напоменаме нешто повеќе за стартот на второто издание на онлайн играта Навигатор. Станува збор за онлайн игра која што преку самото учество во неа, односно играјќи, можеме да научиме многу повеќе за човековите права. Учесниците можат да ја играат оваа игра до 25 декември, 25 односно до 14 декември, а започна 25 ноември овој месец. Мала грешка и играјќи оние кои што најмногу ќе знаат за човековите права, ќе може да добијат вредни награди. Но многу повеќе во продолжение слушаме од мојот денешен гостин Валон Салиху од Europe House. Да му посакаме добро утро. Добро утро и добро дојдовте во Europe House. Напоменав дека оваа година започнува второто издание на онлайн играта Навигатор. Како преку оваа игра учиме повеќе за човековите права? Да, значи лани за прв пат беше пуштена играта во употреба. Беше, ако можам да кажам така, една тест фаза да видиме како луѓето би реагирале на нешто вакво. Обично секоја година славиме ние Денот на човековите права, меѓутоа лани решивме да направиме нешто плюс освен прославата или поточно да ги натераме луѓето да учат нешто повеќе за секој за своето право, за човековите права, и решивме да направиме игра која што се вика Навигатор, онлайн игра, и преку геймификација да ги натераме луѓето да научат нешто плюс. Оваа година ни е второ издание на Навигатор, пуштена во потреба пред 2 дена или 3 дена, така некако. И како што напомена, ќе трае до 14 декември до полноќ. Идејата оваа година има надградба на играта, значи има многу повеќе интеракција, можеш не е само кликаш одговори, туку имаш и повеќе моменти кои што треба да влечеш прашања, да споиш едно со другите, и поинтересна некако е од лани. И новитет оваа година дека додадовме една планета, која што е портокаловата планета, и која што ја означува и кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство. Токму за тоа ја почнавме оваа година и малце порано кампањата за човекови права, и верувам дека ќе има интереси од луѓето и на крај најдобрите да добијат награди. Кој може да учествува, односно да научи многу повеќе за човековите права играјќи оваа игра, и дали треба некое претходно пријавување, односно како би дошло до тоа да оставиме наши податоци? Значи, играта е отворена за секого. Едноставно е, влагаш во страната на Europe House, www.europehouse.mk. На самата страна имате банер, го кликате и води директно во играта. Играта може да игра на албански, може да се игра на албански и на македонски јазик, и отворена за секого. Тоа што треба да направи секој кој што сака да биде дел од победниците, потенцијален победник, е да освои минимум 1000 бодови. Со освојување на 1000 бодови ти веќе се квалификуваш за награда, меѓутоа што повеќе поени добиваш, толку погоре се рангираш во листата на победниците. Главната награда е ваучер од 60.000 денари за IT опрема, а другите награди се обезбедени од Team Europe или амбасадите на земите членки на Европската Унија. Има доста интересни награди оваа година, почнувајќи од велосипед, патување во Германија, курс по шпански јазик, карта за воз низ Европа и така натаму. Така да тоа е тоа. Моментот кога ја завршувате играта, многу е битно да оставите податоци, затоа што така веќе влагате во листата за потенцијални победници и полесно може после да ги контактираме или комуницираме победниците. Можат ли да учествуваат учесници кои што учествувале на првото издание? Секако дека да. Може играта да се игра 1000 пати доколку некој сака. Тоа е доброто. Идејата зашто ја направивме така е што почесто ја играш, толку повеќе учи за човековите права. Лани играта беше играна околу 50.000 пати, ако не се лажам. Имаше некаде околу 340.000 прашања одговорени, што е стварно добар податок кога сакаш да направиш нешто за темава и да ги натераш луѓето да научат. Таргетни се помладите секако. Просечната возраст лани мислам дека беше некаде 27-28 години.
Еден краток сегмент треба да напоменеме, дали оваа онлайн игра е апликација? Треба да ја симнеме или може да ја најдеме на вашата страна? Не, како што напоменав, само треба да влезете во страната на Europass, не треба да даунлодирате ништо и автоматски играта е приспособена да се игра и на лаптоп и на телефон. Инаку играта е направена заедно со Galactic Omnivore. Они ја имаат направено играта, а прашањата се направени заедно со Асоциацијата на млади правници во нашата држава. Иначе партнери во самата кампања, освен делегацијата на Европската Унија, се и Министерство за образование и Канцеларијата на Обединетите нации во нашата држава. Пред самиот крај, колку е значено што ова издание стартуваше кога се одбележуваат и 75 години од Конвенцијата за човековите права? Да, оваа година случајно се падна така, меѓутоа сепак е јубилеј година која е во прашање темата на човековите права и некако природно се поврза и со кампањата на 16 ден активизам. Пред некој ден имавме еден настан во економскиот факултет заедно со Обединетите нации и ОПСЕ, каде што исто така имавме монитор и можеше директно на самиот монитор да се игра играта, а исто така имавме и паралелна програма која е во прашање кампањата 16 ден активизам. Ви благодарам за одвоеното време и што имавме можност да дадеме вакви корисни информации на нашите гледачи. Фала и на вас, ги поканувам сите, до 14 имате 3 недели. Играјте и освојувате награди, а и учете истовремено. Благодарам уште еднаш. Говоревме за стартот на второто издание на онлайн играта Навигатор, која што е намената со цел да се научи многу повеќе за човековите права, но исто така е намената најмногу за помладите генерации, но се разбира и за пошироката јавност.